Драги мои струмичани и струмичанки, драги мои социјалдемократи, почитувани граѓани, осиромашени, понижени, замолчени, починети и загрижени за собствената судбина и судбината на своите деца, гневни на режимската тортура, наметната од ненародната и расипничка гарнитура на власт предводена од ВМРО-ДПМН, почитувани дами и господа, ова овде е Струмица, ова овде е Македонија, иако некои се однесуваат како да не е. Ова овде е клетката која зачнува рожба раскрилница на прогресивна и позитивна енергија. Енергија со која се праќа Абер до сите краишта на Македонија и до секој граѓанин на оваа напатена земја. Ова е градот на кој му доликува прв да го крене гласот против оние кои сакаат да направат од граѓаните безгласна буква. Овде сме да им кажеме дека им е грешка ЕСАПот, со која ЕСАПот Македонија само за своја. Ако некој им дал власт, никој не им дал тапија да имаат земјава за собствен имот со кој ќе можат да прават што ќе им текне, за да ги лечат своите фрустрации и комплекси. Таа Македонија е и ваша, подеднакво толку колку што е и нивна. Таа Македонија е и на оние кои повеќе ги нема, но и на оние кои допрва ќе ги има. Е, за таа Македонија го креваме нашиот глас. Од и таа Македонија си го сака вистинското лице, вистинскиот образ кој го заслужува. Тоа лице го обезличија, тој образ го испоганија и ги оставија да црвенеат од срам пред самите себе и пред целиот свет. Денес, драги мои сограѓани, е 3 јуни. 3 јуни како троен празник. Ем празник недела, ем празник Свети Константин и Елена, ем празник на народниот глас. Ако царот Константин, кој денес го славиме, ги спасувал во свое време христијаните од тиранијата на владетелот Максенци, еве ние денес доживеавме да протестираме против една друга тиранија. Па луѓе мои, од тогаш до денес поминаа цели 17 векови. Зарем е нормално да сме приморани на ова во 21. век? Зарем е возможно да постојат такви луѓе во државата кои од пусто властолюбие им станаа душмани на народот? Им ја украдоа надежта на луѓето, им ја украдоа насмевката на лицето, им ја украдоа иднината на граѓаните. Тоа се тие кои се скарани со реалноста, скарани со вистината и скарани со сите кои мислат поинако од нив. Е, па доста е! Почитувани пријатели, сигурно сте прошетале по старата чаршија во градот. Таму секој втор дуќан е затворен и се издава. Така е насекаде во градот. Во оние дуќани кои се уште постојат, продавачите или собствениците најчесто од утро до мрак не можат ни сефте да направат, ни добар ден, ни повелет. Па згора на тоа Струмица е прва на удар на државните инспектори. Истовари автобус инспектори во Струмица, испоказни ги фирмите и дуќанџиите и обезбеди пари за некој споменик во Скопје. Пак дојди, собери го арачот и еве ти за 3 жални врби во главниот град на жална Македонија. И се така поред. Па и баба ми Милица да стане од гробот може да биде премиер на таков начин. Ама таа сигурно тоа не би го направила, од и таа имаше и срце и душа.
од парите од тој арач барем да оставеа нешто во Струмица, барем да изградија нешто во Струмица. Ке си останаа само со зборчето ке, 100 пати изговорено, ниту еднаш реализирано. Ова ќе направиме, она ќе направиме, театар ќе направиме. Ништо, апсолутно ништо. Македонија во голем театар ја претворија, а од Скопје направија циркус. Светот им се смее, а Македонија плаче. Господинот Маријан Даскаловски пред малку рече дека Струмица е шампион по многу работи. И навистина е така. Но заборави да каже дека по заслуга на владата на Груевски и Македонија е шампион во многу работи. Шампион по сиромаштија, шампион по одземена слобода на говорот и слобода на медиумите, шампион по партизирано судство и партизирана јавна администрација, шампион по смртноста на пациентите и во уште многу други дисциплини. Ете затоа и заради други 1000 причини Струмица и Македонија го креваат својот глас. Но ако Македонија тоне, се повеќе и повеќе, Струмица напредува се повеќе и повеќе. Струмица 7 години држи лекција за тоа како се работи, како со труд може да се менуваат работите на подобро, како се води грижа за граѓаните, како се води управува општината. Ете затоа овде започнува се. Струмица не е ниту извлечена од рака, не е ниту со жребка определена да биде првиот град во кој се организира протестен собир и општина која го нуди првиот кандидат за градоначалник на следните локални избори. Само да го снимам него, морам да се снимам. Позитивната енергија што треба да ја зафати цела Македонија тргнува од градот кој е извор на таа енергија. Токму од овој град, од овој плоштад, имам задоволство со вас да ја споделам веста. СДСМ ја почитува желбата на струмичани. СДСМ го објавува првиот кандидат за градоначалник во Македонија од своите редови, но и воопшто од сите партии во државата. Епа, драги мои сограѓани, еве сум, тука сум, овде сум и тука сум за сите вас и за мојата Струмица, за нашата заедничка општина Струмица. Тука бев вчера и завчера, тука сум и денес, тука ќе бидам и утре на задоволство на сите кои го сакаат доброто на Струмица. И од ова место ветувам со сето срце и душа. Струмица продолжува напред. Големиот успех и развој на Струмица ќе биде уште поголем. Ќе сторам се заедно со сите вас да ја направиме Струмица уште поубава и уште понапредна. Приматот и гордоста на Струмица ќе остане да блеска уште долго време. Почитувани сограѓани, во 2005 година, кога за прв пат застанав пред вас и ви ја побара вашата доверба, се обратив со следните зборови. Јас сум Зоран Заев, имам само 30 години. Кога ќе ми заврши мандатот, ќе имам 34. И не ќе ми биде sejedno како ќе ве погледнам во очи. Се гледавме катадневно во очи сиве овие години. Ве гледам и сега во очи, и со кренато чело и ви велам. Името ми е Зоран Заев, презимето Струмица.
Откри јас сум се што е ново што го гледате околу себе. Од паркот до Ловен дом, од Карпош до Еленица, од Топчето до Чифликот, од Коритниче до Егејска мала. Јас сум се што е ново од Добреци до Куклиш, од Давиле до Банско, од Габрово до Просениково, од Костурино до Велица. Тоа го гледаат сите, освен оние кои при очи се прават слепи. Вие мощно добро знаете кои се тие луѓе. Тоа се тие кои пијат кафе во Глобал и велат Заев ништо нема направено. Возат по нови булевари и велат Заев нема ништо направено. Положуваат свежо цвеќе на споменикот на председателот Трајковски и велат Заев нема ништо направено. Се шетаат по нов плоштад и велат Заев нема ништо направено. Паркираат во катна гаража и во подземна гаража и велат Заев нема ништо направено. Се сликаат пред фонтани, поминуваат покрај палми, низ нови фасади и канделабри, чекорат по тротоари, возат по улици и кружни текови и пак велат Заев нема ништо направено. И нивните сопартици пијат вода од 8 нови селски водоводи, чекорат по мостови, уживаат по паркови, спортуваат по спортски игралишта, користат нови канализации и сепак велат Заев нема ништо направено. Пријатели и роднини им се вработија во нови фабрики. Утре задутре ќе се греат на газ. Прочитаа и бела книга со 1020 конкретни проекти реализирани само во првиот мандат. И пак велат Заев нема ништо направено. Еве, од утре ќе започне да се подготвува уште една бела книга. Ем бела, ем дебела, со повеќе од 2000 проекти. И пак нека кажат Заев нема ништо направено. Па ако Заев наспроти 2000 проекти нема ништо направено, тогаш лесна им е работата. Изборите уште утре може да започнат. Арно, ама не било така. Граѓаните знаат што сторил Заев. Граѓаните знаат каква беше Струмица порано, а каква е сега. Граѓаните знаат дека Заев им е секогаш достапен или во кабинет, или на улица, или преку интернет и телефон, или секој месец пред екраните на телевизија. Граѓаните знаат дека една иста Европа го критикува Груевски, а Заев го фали и наградува. И додека Струмичката општина и држи лекција на владата како се работи за добро на граѓаните, и додека истата таа општина е приморана да одработува работи кои се задача и надлежност на државната власт, на луѓето од ВМРО ДПМН им преостанува да продолжат да држат исти пресконференции како расипана плоча и да го барат нивниот кандидат за градоначалник. Еве им го Заев на послужавник, цели 10 месеци пред изборите, па нека копат, нека барат и нека најдат човек спроти него. На претходните избори на суво ја избањаа Бонева. Жената ни крива ни должна не сакаше, одбиваш, плачеш, ама падна наредба од главниот, па мораше да се соочи со предвреме изгубени избори. Драги мои, ВМРО ДПМН е во потрага по нова жртва. Оние кои на Македонија и приредија цунами, може би ќе најдат нешто ново од новиот бран. Од и тие што имаа некакви амбиции, ги видеа резултатите од анкетите, па пополека си легнуваат на брашното. Кристално е јасна работата во Струмица. Работата е сработена во претходните 7 години. Се знае резултатот уште од сега.
многу на малку за некого ќе биде, а и птиците знаат за кој. Но во ВМРО-ДПМН не би биле тоа што се да не подготвуваат нова манџа во нивната кујна. Сега се растрчале на разни страни, па врбуваат и убедуваат луѓе да им бидат кандидати на листата за советници. А при тоа велат, заед не можеме да го победиме, ама советот ќе му го земеме. Со тоа ќе му ги врземе рацете, за да не може да биде толку успешен. И пак им е грешка ЕСА. Забораваат дека Струмица и СДСМ не се заедно само заради првата иста буква од нивните имиња, туку заради тоа што имаат взаемна доверба. Струмица е за СДСМ, Струмица е за левата опција, затоа што знае дека од левицата ги доби сите своји успеси и сета своја преобразба од просечна до хипер продуктна општина. Прочен, управувањето со општината е како управување со автомобил. И едното и другото се управуваат од левата страна. За успешно раководење на една општина потребно е градоначалникот да има нешто големо од левата страна, за да води добро општината. Срце треба да се има за Струмица. Научив уште многу оддамна почитувани, додека расте во овој наш град. Научив дека не треба никому да го даваш срцето бадијала, освен ако некој ти даде срце во замена. Се сеќавате на тој Илинден 2008-та, кога посегнаа по мојата слобода. Јас уште тогаш го дадов моето срце за Струмица, го дадов вам, почитувани мои, зашто вие ми го покажавте вашето срце, борејки се и стоејки зад мене. Ете затоа е оваа трета моја кандидатура. Ете тоа е причината зашто јас и Струмица продолжуваме заедно. Ете затоа реков и пак ќе речам, Струмица во срцето. Се што сторив за нашата Струмица, го сторив со срце. Се што сторив со срце, го сторив за да ги зарадувам вашите срца, драги мои сограѓани. Се што ќе сторим во иднина ќе биде од срце. Она што е убаво може да биде поубаво. Она што е поубаво може да биде најубаво. Струмица тоа го заслужува. За Струмица вреди да се работи со срцето. За срцето, за Струмица, за силна Струмица, за стрекна Струмица, за социјалдемократска Струмица. Таква Струмица имаме, таква и ќе остане.